Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, на почетокот од нашава денешна беседа сакам да ве подсетам дека во следнава недела, која што и е посветена на светата египетска подвижничка Марија Египетска, традиционално служиме сеноќно бдење. Тоа е петтата седмица од Великиот пост. Со бдењето ќе почине во саботата вечерта некаде околу 23 часа. Оваа седмица, пак четврта поред од великите пасхални пости, му е посветена на големото синајско светило Јован, автор на најпознатото аскетско дело во христијанскиот свет, напишано негде на почетокот од 6. век, Рајска лествица. Свети Јован по потеко бил од Цариград, од Вагород до семејство, одлично образован и воспитан. Човек ги поминал сите училишта што престолниот град можел да му ги даде, и најпосле решил се што собрал во животот како возврат на Бога да му го даде, за љубовта и животот што од Бога му доаѓаат во живот. Келијата во која што живеел и ја напишал познатата Рајска лествица, е повеќе километри оддалечена од Синајскиот манастир Света Екатерина. Имав благослов Божи во свое време да ја посетам таа келија. Самото дело лествица, духовна скала на Свети Јован е составено од 30 поглавија. Секое поглавие представува една стапалка, една стапка од небоземната лествица. А во секоја од тие стапалки Свети Јован Лествичник зборува за една од христијанските добродетели. За да се стигне од земјата до небото, потребно е да се изодат 30 стапалки на божествената лествица. Таа почнува со откажувањето од овој свет, а завршува со светата тријада надеж, вера и љубов. За љубовта Свети Јован, преподобен Јован Синајски, вели дека е поголема од надежта и од верата, бидејќи надежта и верата се историски остварливи категории. Тоа што ќе ги оствари, ќе ги реализира и ќе ги укине како непотребни за светиот есхатон, е второто доаѓање Христово, бидејќи со неговото второ доаѓање
Нашата надеж дека ќе ни дојде, ќе заврши и нашата вера дека ќе ни дојде повтор Христос ќе се исполни. А и тоа што останува да постои и понатака низ сите вечности е љубов. Во оваа книга Свети Јован Лесничник ја запишал монашката философија на живење. За монашкиот стил на живење прв во историјата на црквата прозборел како за философија на живење според Христос токму Свети Јован Лесничник во спомнатото аскетско дело. Потоа денеска го читавме прекрасното евангелско четиво напишано од раката на светиот апостол евангелист Марко, во кој што станува збор за еден загрижен татко, за својот син, болен од епилепсија. За епилепсијата, според зборовите на самиот родител, стоел демонот на немоста и глумоста, поради што многу често детето, имајќи ги познатите симптоми за епилепсија, паѓање, грчење, пенење во устата, доаѓа во опасност да го загуби животот свој, или во вода, или во огин. И затоа тој тргна во потрага по спас, односно по лек за своето болно дете. Чул за Христа, Господа, дошол да се сретне со него, но пред да стигне до Христос, тој се сретнал со неговите ученици и од нив побарал помош за својот син. Тие се потрудиле да му помогнат на загрижениот татко, но не успевале во тоа. Сепак таткото морал да се сретне лично со Христа, Господа, и да му ја изнесе својата мак. Му кажал сите симптоми својствени за болеста на детето и за демонската димензија на болеста. Христос сето тоа веќе го знаел, се разбира и го прашал родител дали сака неговото дете да оздрави, а тие зборови таткото да ги прочитал, се разбира. Го кажа, Господи, јас лекот за моето дете го побарав и од твоите ученици, но тие не успеаја да ми помогнат. Дали веруваш дека можам да ти помогнам? Го прашам Христос. И тогаш таткото ќе ги каже му познати зборови, незаборавни, кои што се длабоко верувам и наши зборови. Истите би му ги кажале и ние на Христос. Во секое молитвено обраќање до Него, за секоја наша потреба. Да, Господи, верувам, помогни на мојата невера. Неверната вера е карактеристика на сите нас. Луѓето сакаме да веруваме и веруваме, но после секое поголемо искушение во животот сме во опасност да се посомневаме, да малак се,
силата на нашата вера и померата од слабењето на верата во Бога да се случи нашето оддалечување од Бога. И Христос ја виде искреноста на тој човек, неговата честност и се разбира самокритичност кон себе си. Не му пристапи претворно, лажно представувајќи се како што не е. И после тоа се случи, се разбира, чудесно исцеление на неговото дете, така што откако Христос им се закани на демонските сили да го напушта натрешниот простор на детето што го беа окупирале од детство, како што самиот татко се изрази во разговорот со Христос. Детето паднало на земјата како покосено, со сите манифестации на болеста, и најпосле останало како мртво, и сите биле убедени дека е мртво. Но Христос му пристапи, го капи за рака, го подигна и му го предаде на неговиот сакан татко. Таа вера неверна да ја имаме барем во Христа. Верувам, Господи, помогни на мојата невера. Слаба е и каква. Сета наша надеж, сета наша вера е во Тебе, Господи. Лествицата на Свети Јован, рековме, завршува со 30-тото скаливо, степени код скаливото. Во неа светите одборува за светата тријада, надеж, вера и љубов. И гледајте, и во случајот на болното дете од епилепсија и демонообседнатост, трите христијански добродетели го добиваат своето место и својата улога во животот на таткото и синот. Верата го приведе таткото до Христа, а надежта беше причина за неверната вера негова и се случи исцеление. Тоа што се случи со момчето во денешното евангелско четиво е нешто што се случува секогаш и со секој од нас посебно. Ако на Христа Господа му приде онака како што родителот во денешното евангелие му пристапи на Христа. После излекувањето на момчето, апостолите штом се осамија со Христа Господа, не пропуштија можност да го прашаат: а зошто, Господи, ние не можевме да му помогнеме? И Христос им кажа нешто што е толку важно за нас сите. Нечистите сили се истеруваат со пост и со молитва. И ние сме во таков еден период од литургиската година, кога на најдобар можен начин се практикува ем постот, ем молитвата. Се разбира, и постот и молитвата може да бидат претворни,
да се претворат во средство со кое што треба волјата Божја да се купи, да се извлече на еден лукав и нечесен начин. А и ако постоти молитвата, се, например, она што еден познат глумец од Белград го кажа преку една анегдота за еден монахос, кауѓер, кој што бил свесен за тоа дека се што има е од Бога добиено на дар. И ништо свое нема. Ако свое ништо немам, а сакам да му возвратам на Бога, како ќе го направам тоа? Со што ќе го направам тоа? Тие зборови му ги упатил на Христос. А Христос му рекол, не е вистина дека немаш ништо твое да ми дадеш. А што е тоа, Господи? Што е мое и што можам да ти го дадам за возврат? Твоите гревови се твои. Дај ми ги мене. Тоа што го пишува тука. Вие, обременетите, изморените, дојдете и одморете се во мене, во Христа. Одморот е во тоа што претешкиот товар на гревот ќе му го дадеме на Христа Господ. Да не разбремени, да не одмори, да не очисти и да не освети. Амин.